Почитувани гледачи, добар ден, ова е новото издание на емисијата ТВ Ординација. Оваа ТВ Ординација ја потполнивме со лекари од Струмичкиот, но и Гевгелискиот регион. Зборуваме повторна тема COVID-19. Прва изјава ни е директорката на Општа болница Струмица, доктор Катерина Кузманова, која зборува за општата состојба во Струмичката болница, но и дали е потребно сега да се затвори ковид болницата со оглед на фактот дека претседателката на лекарската комора побара од сите релевантни чинители во општеството да донесат одлука истите да бидат затворени. Каква е сликата во Струмичката болница, колку заболени имаме и колку хоспитализирани, гледаме од изјавата на доктор Кузманова. Значи, директорки, каква е во моментот состојбата во Струмичката болница што се однесува до хоспитализирани пациенти кои што доаѓаат на дневна амбуланта? Така, значи во Струмичката болница моментално имаме 77 пациенти, тоа се заедно пациенти кои што доаѓаат на дневна болница и хоспитализирани. Во моментот хоспитализирани имаме 30 пациенти, од кои што најголем дел од нив, значи имаме 23 пациенти се хоспитализирани на инфективното оделение, затоа што таму имаме централен довод на кислород, а 7 пациенти се хоспитализирани во дневна болница и во модуларната болница. И тие се двајца од нив на концентратори на кислород, другите се без кислородна поддршка. Останатиот дел од пациенти доаѓаат на дневна болница, значи наутро и навечер за примање на терапија. Имаме ли некакви најави? Последната изјава на доктор Чолакова беше дека модуларните болници да се затворат, па дури и за пациентите за кои што доаѓаат на дневна амбуланта. За сега немаме таква најава. Не сметам дека има потреба сега да сега од тоа. Таму имаме полесни пациенти со полесна клиничка слика и пациенти за дневна болница. Немаме централен довод на кислород во модуларната болница. И во изминатиот период, кога имавме огромен број на пациенти, навистина имавме потреба да ги отвориме сите болнички кревети. Имавме огромен број на пациенти, до 80 пациенти, стигнавме и до 120 еден период, меѓутоа сега е бројот паѓа бројот и на амбулантските прегледи овие денови, така да се надевам дека во следниот период, ако продолжи понатаму тенденција за имунизација, за вакцинирање и се разбира чување и почитување на мерките, јас мислам дека ќе успееме да конечно падне бројот на заразени и на хоспитализирани пациенти. Така, Струмичката јавност последните 5 дена ја разбранува информацијата дека за вкупно 5 дена имаме 12 починати лица. На што се должи тоа? На доцна доаѓање на пациентите и барање на лекарска помош или пак станува збор за социјална помош? Да, во неколку дена имавме навистина некој поголем број на пациенти, дел од нив беа пациенти повозрасни со коморбидитети, кои што имаат основни заболувања и тие пациенти најчесто завршуваат на овој начин. Значи тоа се најчесто малигни заболувања на дишните патишта, со хронични болести на дишните патишта, хронични бубрежни заболувања, хронични заболувања на кардиоваскуларниот систем, диабет. И дел од нив доаѓаат касно, значи за жал доаѓаат касно, неколку часа хоспитализирани кај нас на инфективно оделение, завршуваат со летални исходи. Навистина ми е жал за тоа, сочувство со до фамилиите, меѓутоа ние даваме се од себе колку што можеме. Се она кое што можеме да го транспортираме во терцијарна установа, ние се трудиме да го транспортираме, ако имаме можност за транспорт на време. Така, статистиките од Министерството за здравство покажуваат дека имаме тенденција на пад на бројот на новопозитивни пациенти. Каква е сликата во Струмичката болница? Се чувствува ли падот на пациенти кои што бараат лекарска помош? Па минатата недела имавме голем број на пациенти, меѓутоа еве од вчерашниот ден
можем да кажем, последните 2 дена имаме тенденција на намалување, како што реков, на бројот на амбуланските прегледа, тоа зборува дека и на бројот на приемите се разбира. Ако имавме порано по 16-20 приеми дневно, овој број сега полека се намалува, така да сметам дека и спрема бројот на хоспитализираните пациенти и спрема бројот на пациентите со потешка клиничка слика, сметам дека полека паѓа врвот на ова што ни се случуваше во изминатите 2 недели. Каква е состојбата со оние кои што се хоспитализирани и новите случаи, вакцинирани, невакцинирани, па и со оние кои што почина во изминатите денови? Каква е статистика? Па јас само можам да ви кажам дека еве во моментот од вкупно 77 хоспитализирани пациенти имаме само 13 вакцинирани. Од екзитираните кои што ги имаме во изминатиот период, па можам да кажам дека 90% се невакцинирани. И тоа е една јасна порака дека она кој што треба да го направиме е да се што побрзо се имунизираме, вакцинираме. Само што ме прашали на која возраст се генерално оние кои што имаат потреба од хоспитализација со потешка клиничка слика? За разлика од претходните бранови, а спомнав и претходниот пат, имаме пациенти кои што се помлади. Претходните 2 брана имавме релативно повозрастни пациенти. Сега имаме од сите возрастни групи, значи и помлади пациенти, имаме и повозрастни пациенти, меѓутоа пак ќе кажам, значи ризик за летален исход е касно јавување најчесто на лекари и евентуално коморбидитет кој што можеби е и основна причина за леталниот исход на пациентите. А каква е ситуацијата во Гевгелија? Го имаме интервјуто на доктор Сашко Лумчев, епидемиолог во Гевгелиската болница. Тој смета дека до нова година Гевгелија ќе создаде колективен имунитет. Не само Гевгелија, туку и околните населени места, со оглед на фактот дека Гевгелија помеѓу градовите во земјава каде што вакцинацијата е дури 60%. Смета дека и оние кои што биле позитивни, но и оние кои што доправа ќе бидат заразени од COVID-19, ќе создадат комплетната слика и, како што и кажав, до нова година се очекува како општина да создадат и колективен имунитет. Повеќе на тема COVID и секако учениците кои што веќе седат на ставата со физичко присуство и нивната епидемиолошка состојба од интервјуто со доктор Лумчев. Доктор Лумчев е половина на месецот септември. Што ќе кажете, каква е епидемиолошката ситуација во моментот во општина Гевгелија? Видете, во моментот и сами гледате според бројките, во општина Гевгелија и околните општини за кои сме ние одговорник, Центар за јавно здравје, моментално епидемиолошката состојба е стабилна. Тоа што го очекувавме, нели, граѓаните се вратија од годишни одмори, започна школската година. Врвот од прилика, како што беше и предвидено, зборуваме за тука за нашата општина и околните општини, е постигнат веќе во средината септември. Сега очекуваме една права линија на новите случаи со тенденција на благо опаѓање. Според епидемиолошките правила, од прилика би требало да биде така и мислам дека ќе ни се случи тоа, бидејќи сега сме во една фаза во која имаме широка распространетост на вирусот и во моментот, според мене, очекувам три можни сценарија и тие најверојатно ќе бидат. Значи ќе имаме ново заразени кои ќе прележат вирусот со симптоми, ќе имаме имунизирани кои се вакцинираат и третото ќе не биде тивка имунизација, значи ќе имаме заразени кои ќе ја прележат болеста без симптоми и кои ќе ни бидат една солидна основа за градење на колективниот имунитет кој очекуваме дека ќе биде во некоја си добра варијанта некаде околу нова година. Зборувам секако, значи ќе се ограничам само на општините за кои сум јас одговорен. За другите општини нема да коментирам, затоа што бројките таму се секако и поинакви, менталитетот е поразличен и нормално дека таму ќе биде друга епидемиолошката состојба. Во моментот кај нас е така ситуацијата. Кажавте дека на почетокот пред да тргнат учениците во училиште дека би требало да биде онлайн. Колку физичкото присуство придонесува за таа крива да не почне да паѓа од учениците? Колку тие се инфицирани? Видите, значи јас тоа го нагласив од една
друга перспектива, познавајќи ги условите со кои располагаат нашите училишта во општината Гевгелија, Богданци, Дојран. И според тоа, јасно беше дека ние едноставно не можеме технички да ги исполниме условите кои ќе гарантираат растојание и почитување на превентивните мерки. Токму заради тоа, не дека ние сме против на наставата со физичко присуство. Таа секако е многу поквалитетна и нуди подобро образование. Меѓутоа сепак здравието на децата ни е поважно од се. И затоа јас инсистирав да се малку одложи почетокот на годината. Видите, еве сега ние во нашите училишта да можеме да обезбедиме за секое дете посебна клупа. Туку седат едно друго. И тука веќе уште на самиот почеток ние ги кршиме тие правила за превентивни мерки. Со тоа што едноставно не можеме да го одржиме растојанието. Да, маски се носат, или се дезинфицираат раце, се мијат раце и се. Меѓутоа кој ни гарантира дека на одморите тие деца не ги вадат маските, дека го држат растојанието, дека не се дружат или не посетуваат објекти, за исхрана, за кафетерии и така натаму. Така да во тие паузи многу лесно е да настане масовен трансфер на вирусот. Така да младите, односно учениците, ќе не бидат таа популација која сега во моментот едноставно малце повеќе ќе се заразува. Јас направив една анализа скоро за минатиот месец за август. Најмногу ни страда сега популацијата, токму таа младата работоспособна популација, значи од 14 до 50 години. Ланската година не беше така. Ланската година ни страдаа повозрастната популација. Меѓутоа сега гледаме анализите покажуваат друго. Тестовите позитивни се токму кај оваа популација, што значи вакцините го дадоа својот ефект, значи тука нема дискусија, не само поради тоа што имаме помалку заболени од повозрастната популација, туку и тие што ни се заболени, едноставно покажуваат една поблага клиничка слика и исходот секогаш е поволен. Според тоа што го гледаме статистиките и во другите градови, на ниво на Македонија, се покажа дека тие навистина штитат, односно даваат поблага клиничка слика. Така да во моментот таа ни е популацијата која ни е позитивни резултати, па ќе видиме како ќе се одвива понатаму. Значи процесот на вакцинација би било добро да се интензивира, значи интересот за вакцини малце да биде поголем, бидејќи гледам некако почна пак да опаѓа. Така да ќе видиме. Ако се интензивира тој процес, мислам дека и младата популација ќе не биде доколку се вакцинираат, ќе бидат една солидна основа, бидејќи во моментот рековме тие ни се позитивните кои најмногу се заразуваат за градењето на тој колективен имунитет. Бидејќи знаете, мора тоа да помине едноставно преку цела популација, од најмала до најголема. Колку во моментот имате вие информации за тоа колку ученици се изолирани, колку се инфицирани и дали има трансмисија внатре во училиште? Во училиштата немаме податоци дека трансмисијата има трансмисија меѓу учениците, дека е присутна, со оглед на тоа што навистина се почитуваат превентивните мерки, тие што се наложени. Тоа што рековме од технички услови што не може да се исполни, не може, тука нема дискусија. Меѓутоа се прават напори да се исполнуваат мерките кои се предложени од Комисијата за заразни болести и не само од неа, туку кои важат на светско ниво. Во моментот немаме интерхуман трансфер на вирусот во училиштата. Меѓутоа имавме неколку случаи на деца, 5 или 6 деца. 5, мислам, беа затоа што 5 оделенија беа ставени во изолација, да постоеше опасност да биде импортиран вирусот во училиштата и затоа беа ставени во изолација. Јас барем сите класови, моја пракса е да се става цело оделение, бидејќи никој не може да гарантира дали биле тие во контакт или не биле, може во училница не се во контакт, но некој не гарантира дека нема да бидат во контакт во јавниот превоз, бидејќи имаме деца кои доаѓаат од други градови учат кај нас, или нема да бидат во контакт на големиот одмор, во продавница, во кафетерија и така натаму. И моја пракса е цело оделение да оди во изолација, доколку не покаже симптоми, излегуваат и до изолација и мислам дека тој став тука добро функционира, се покаже како практичен. И помала е опасноста да импортираме вирус во училиштата. Во моментот од тие 5 класа колку се изолација? Уште еден остана, значи денес излегуваат од изолација, никој не пројави симптоми и јас сум на ставот да си продолжиме барем на нашата територија со таков тип на изолација. Спомнате и на крајот за вакцинацијата.
дека е намален во подрачјето каде што Да. е Центарот за јавно здравје. На што се должи? Па веројатно на што се должи. Веројатно и на малце антиваксерската кампања и најверојатно поголемиот дел од младите веќе се извакцинира со оглед на тоа што поголем дел од младите и се оцелија, така да не знам и колку ќе имаме веќе од таа млада популација за вакцинација, ќе ни останат нели учениците кои се под 12 години, за нив се уште нема вакцина. И така да мислам дека во моментот ќе биде исто тука една права линија, ќе имаме една стагнација на вакцинацијата, значи ќе мора па да се активираме малце, да поведеме на кампања, да им објасниме на луѓето кои се бенефитите од вакцината, секако, нели, ние не можеме никого да натераме, секој си има право на избор, тоа е демократско право и така тоа треба да се почитува, да им ги кажеме бенефитите од вакцината, па тие сами ќе се одлучат што понатаму. Инаку оваа бројка што ја читав вчера, завчера кога беше објавена, дека се приближуваат бројките на вакцинирани со бројките на ревакцинирани, тоа не е добар податок за мене, тоа е знак дека процесот на вакцинација ни стагнира. Колку е поголема разликата меѓу тие две бројки, за мене е подобро, значи имаме стално постојано нови кандидати кои сакаат да се вакцинираат. Така да тоа ни е еден индикатор кој во моментот кажува дека имаме стагнација и ќе мораме да поработиме на тоа. Што ќе се случи уште на крај, што ќе се случи кога ќе залаби времето и кога ќе се судрат и грипот и ковид? Што ќе се случи? Ако се придржуваме кон превентивните мерки како го правевме тоа ланската година, прекланската година, че ако се носат маски растојание, едноставно грипот ќе си биде сезонска болест со многу мала манифестна клиничка слика како ланската година. Носевме маски, едноставно грипот не најде простор да изврши еден масовен интерхуман трансфер помеѓу популацијата. Сезонската вакцина за грип очекувам да се исто оваа година да се аплицира, час поскоро, според мене тоа би било подобро да се направи, заедно со вакцината против COVID-19, така да со грипот не би требало да имаме проблеми, меѓутоа не значи дека немаме проблеми со другите респираторни заболувања. Мораме ние да ги акцентираме сите заболувања дека ни се сезонски, не можеме ние сега само ковид да го ставиме како сезонско заболување или како најактуелно заболување во моментот. Ќе ги имаме респираторните заболувања, астмата, хроничните респираторни заболувања, грипот ќе ни биде тука, можеби ќе ни дојде уште некој друг вирус, така да мораме да бидеме подготвени да одговориме на сите тие предизвици. Директно каква е епидемиолошката состојба во Струмица, зборувавме и со доктор Мери Николова Гичева, која што вели дека струмичани воопшто не се дисциплинирани и бројот на новопозитивни постојано расте. Позитивни се и неколку ученици во средните и основните училишта, а имаме и позитивни дечиња во детските градинки. Добар ден, така, во моментот регионите кои што ние ги покриваме како Центар за јавно здравје, Струмица со општините и град Валандово, можам да кажам дека не се наоѓаме во добра или стабилна епидемиолошка состојба, бидејќи секојдневно бројот на новодиагностицирани пациенти со COVID-19 не стивнува. Така да епидемиолошката состојба еве и со некоја анализа, да кажеме, од почетокот на пандемијата до сега имаме регистрирано над 5000 заболени лица со COVID-19. Тоа е бројка за град Струмица со општините, а за разлика Валандово некаде имаме над 300 позитивни пациенти. Меѓутоа бројката е релативна, таа секојдневно се менува, бидејќи има нови позитивни, меѓутоа имаме и пациенти кои што ги ослободуваме, односно веќе се сметат како оздравени лица. Со обзир на тоа што е пандемија, можам да кажам дека еве Македонија, па и ние како регион Струмица, се уште се наоѓаме во фаза на широка трансмисија, што значи дека граѓаните ќе мораме да се потрудиме малку повеќе да внимаваме и да ги почитуваме мерките и препораките кои што се од Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство. Во однос на училиштата, да,
учебната година започна, нормално е дека ќе се појавуваат како позитивни ученици, така и позитивни просветни работници. Меѓутоа, ние можам да се пофалам дека имаме одлична интерсекторска соработка со институциите и со општинските основни и со средни училишта, но исто така и со детските градинки. Во моментот имаме диагностицирано и позитивни ученици. Станува збор за основно училиште, меѓутоа и за средни основни училишта, така да благовремено стапуваме во контакт, се спроведува епидемиолошката анкета, се мапираат контактите и благовремено се укажуваат сите мерки и препораки за учениците, па макар и за просветните работници кои што одат во изолација. Каква е бројката на ученици? Момент, Стојне. Гледи на Кајтане, ти паѓа тука коста и кај мене ти пола лице покриено. Само за това. Значи гледаш на кај камерата. Е така. Значи, каква е бројката во моментот на ученици и од средните и од основните училишта? Па имаме пријавено позитивни ученици, имаме дури два кластери, еден во основно општинско училиште, а друго во средно општинско училиште. Се превземени сите неопходни мерки и се надевам дека во иднина нема да се појавуваат други ученици, меѓутоа ако постои ние по епидемиолошка индикација секако ќе тестираме. Затоа ќе упатаме овде и еден апел до родителите да обрнуваат повеќе внимание на своите деца. Доколку некое дете се осети недобро, па макар и мала промена осети родителот, нека благовремено се јават кај матичните лекари, доколку има потреба да се направи молекуларна диагностика или брз антигенски тест, за да се спречи всушност ширењето на вирусот во училиштата. Рековте дека има во едно средно и во едно основно училиште. Значи ли тоа дека одредени класови или оделенија веќе се ставени во изолација? Да, согласно мерките и протоколите кои што се од Министерството за здравство, Комисијата за заразни болести, ние постапивме така како што треба. Дел учениците се ставени веќе во домашна изолација, се под надзор и се следи нивната здравствена состојба. Има ли позитивни помеѓу наставниците, професорите? Да, има и помеѓу професори, да, и наставници. Така, каква е сликата во детските градинки? Па и детските градинки не се одминати, има позитивни како деца, така и воспитувачи, меѓутоа таму не станува збор за кластер, него како поединечни изолирани случаеви. И само што рековте кластер, значи ли тоа дека веќе има трансмисија во училиштето, односно не дошле од дома, туку некои од тие кои што биле позитивни ја пренеле на... Така, на да. Каква е сликата на генерално ниво? Како што кажав од почетокот, значи не можеме да кажеме дека имаме стабилна, добра епидемиолошка состојба, но се надевам со почитувањето и преминувањето на сите мерки дека ќе се обидеме да држиме едно стабилно ниво, бидејќи сега и временските услови ќе се променат, ќе биде и период на настинки, на прохлади, така да ќе мора многу поопрезни да бидат и родителите, па макар и учениците, бидејќи поголем дел од учениците користат заеднички градски транспорт, превоз, ќе мора колку што можат да се дистанцират, да носат маски и па макар и по училишните часови да се воздржуваат од масовни групирања. И само што едно прашање надвор од училиштата, гледаме дека големи се бројките секојдневно. За која возрастна група станува збор? Дали овој пат новите позитивни на ниво на регион се помлади, повозрастни? Видете, имаме опфат од сите возрастни групи, старосни граници и од машки и од женски пол, меѓутоа помладата возраст од 0 до 9 години е помалку застапена, сепак ударна возраст е средната возраст кај луѓето. И последен прилог во ова издание на емисијата Тавоординација е прилогот кој што го подготвивме со статистиката дека за 5 дена во Струмица имаме 12 починати лица како последица на компликации од COVID-19. Во продолжение и прилогот. Во Струмица за последните 5 дена регистрирани се 12 смртни случаи. Од болницата велат дека пациентите доцна побарале лекарска помош и биле со ниска сатурација, но имале и коморбидитети кои дополнително ја усложниле клиничката слика. Струмица од почетокот на пандемијата до денес е со најмногу смртни случаи во цел Исток и Југоисток, односно 251 пациент.
Жал, доаѓаат касно, неколку часа хоспитализирани, кај нас на инфективно оделение завршуваат со леталница. Навистина ми е жал за тоа, сочувство до фамилиите. Бројот на пациенти кои дневно бараат помош опаѓал Велико Змановска, а хоспитализирани биле 77 пациенти, од нив 23 на кислородна поддршка. За разлика од претходните пандемиски бранови, овој не одминува помладата популација. Имаме пациенти кои што се помлади. Претходните два брана имавме релативно повозрастни пациенти. Сега имаме од сите возрастни групи. Од 77 хоспитализирани пациенти во Струмичката болница, 13 од нив се со комплетна вакцинација. Вакцинацијата во Струмица се одвива непречено секојдневно. Се одвива и теренската вакцинација за пациентите кои што не можат да стигнат до вакциналниот пункт. Лекарите одговорни за вакцинацијата во Струмица велат дека и понатаму бројот и застапеноста на граѓани кои што бараат да се вакцинираат против COVID-19 изнесува 36% од вкупната популација. Одека ставам крај на денешното издание на емисијата ТВ Ординација. Останете и понатаму со Канал Вис. Од мене до гледање.